стоиме на 22 април 15 Јане Сандански е убија на ово место. Робот се бори за слобода, слободниот за совршенство. Ние доаѓаме од 2000 година, сме овде. По Пиринска Македонија со театарот Скрби и утеха почнавме. Имавме поддршка на почетокот минимална. 20 години се поминати, денеска сме донесени на состојба каде што театарот ја изгуби комплетната поддршка со претходниот систем на луѓето кои ја владеја Македонија и сите контакти практично на тоа доаѓање, таа манифестација Армакедонски слави, каде доаѓа македонците, се затвори и тоа е чудно, нели ние зборувавме за Европска унија, култура без граници, а се забрануваше македонската култура и така тоа се остави од немука да пропадне. Значи сите тие врски со луѓето еден по еден полека заминуваат, ние веќе сме во поодминати години и новите генерации немаат речиси минимален контакт со татковината Македонија, да доаѓа, значи култура од Пиринска Македонија во Република Македонија и од Егејска Македонија и од Албанија, од сите 4 страни и од диаспората. Денеска тоа е оставено така. Нека им биде на чест на сите оние кои ја владееја македонската култура, ретко на прсти можеме да се сетиме на моменти или на состојби кога имавме некаква поддршка. Сето тоа беше изнасилено со молби, со спонзори и така овие луѓе се оставени практично. Излегуваме од Божиот закон, љуби го својот ближен како себе си, значи јас како македонец не можам да комуницирам, да бидам во заедништво со македонците во Пиринска, Егејска Македонија, во Албанија, сето тоа е така оставено. Го кажувам ова, денеска сме веќе 2024 година, значи пред 25 години прв пат дојдовме овде. Ги водевме тие битки, тогаш и беше посилно, милицијата не гонеше, ги изплашеше луѓето, за да дојдеме до една состојба каде бугарската пропаганда се пресели и таа сега прави бугари заради економски пасоши во Македонија, во Голобрдо, во Албанија, во Пустец. Таква е состојбата, но ние продолжуваме и понатаму со Исус напред, ќе видиме како ќе заврши сето тоа. Па 2007 година бевме на ово место, кога се отвораше границата со Пиринска Македонија и го снимивме филмот Како свеќа, со битка со бугарските служби. Го снимавме тука, во Сандански, Петрич, Кремен, Мосомиште. Значи, филм с кој зборуваше за македонците во Пиринска Македонија, а меѓу другото и баба Вања, која е македонка, исто така има документи кои го покажуваат тоа. И на еден видеоклип кој беше поставен од филмот, практично го видеа 50.000 луѓе, тогаш се откриваше дека има воопшто македонци во Бугарија, а овој филм зборуваше за таа македонска традиција на духовно општење, македонецот кој го повика Господ Исус Христос, нели да дојде. И денеска ова место е посетувано, гледаме многу туристи, се прави на еден начин и култ кон баба Вања, а место да се поклониш, например, на Господ Исус Христос, тие се поклонуваат, но тоа е потребата да се направи важна личност, да се подигне, да се крене духот на народот. И тој филм се викаше Како свеќа, беше на повеќе фестивали, меѓу кои на International Gandhi Panorama, мислам, Independent. Бевме поканети да бидеме во Индија, но за жал немавме средства, немаше интерес практично кој да го поддржи тоа гостување, да го представиме филмот. Беше во Шведска филмот, кој што се сеќавам, и на други места. И покажа дека ние со помала техника практично работевме, со аматерска техника, немавме средства, создававме македонска култура, сакавме да ги поврземе македонците. И затоа е важна баба Вања, нејзин роднина е денеска Ѓорги Филев, кој е биотерапевт, кој исто така може да потврди, ја потврдува таа духовност на некое ниво пред да се преземе, да се стане војник, сотрудник, борец на Исус Христос, да ги поврзуваш луѓето со вечната Христова љубов. Ете, тоа е тој филм, поминати се скоро 17 години од тогаш. За жал, ние не добиваме повеќе средства ни за театар, ни за филм, ни за гостувањата. Како што гледате, таа намера да се уништи се што е духовно, таа духовна македонска култура која доаѓа од последни време и сатаната ќе сака да збрише се, тој нов светски поредок. Практично не ви дозволува да го држите Божиот закон Исусов, да се љубиме едни со други, македонците од Република Македонија да се љубат со македонците од Пиринска, Егејска,
од Јонска Македонија, македонците во Албанија и така натаму. 2007 година го добив материјалот да разгледам и да измонтирам еден филм. Темата беше нашата пророчица Ванѓа. И видов снимките и искрено да ви кажам, бев вознемирен, сочувствував некој духовен мир. Ги видовме материјалите и веднаш знаевме дека овој филм ќе биде нешто како што треба. Го измонтиравме филмот, учествуваше на неколку фестивали, меѓу кои Ганди Фест во Индија. Имавме покана да одиме, но за жал тогашната влада и тогашното Министерство за култура не ни даде средства, не одбија и ние не учествувавме на тој фестивал, но кога би учествувале, кој знае, можда ќе освоевме некоја награда. И од тогаш натаму решивме да не правиме поќе филмови за фестивали, бидејќи нема поента, нема кој да ги финансира и нема како да учествуваме. Со наши средства се боревме, се додека имавме сила, но за жал тоа е тоа. Се надевам дека сегашна власт можда ќе има разбирање. И покрај такму, и он се занимавал така с македонския въпрос там, обаче каза, че се вкарали за временно така в затвор. Аз не го знам това. Обаче сега скоро беше едната му кярка дойде тук и почна да чиста там, да такова. И като е видела една книга, стара книга, много, почти изгнила, ще ви кажа. По македонския въпрос па. И она знае, че аз съм по този въпрос заразен и зимата ми ги докарва. Обаче след некой ден още книги наидела и ги фърля там при буклуци да ги фърля. И аз случайно минавам, отидах разгледа и ги изкарах. Наидея ги и ги взимах и повечето по-миналата седмица бяхме там гостоделческо. Пак се събрахме, имаше двама професори там. Две момчета. И аз ги бех взимал, мисля, че сте вие там. На вас да ги дам. Обаче взимах там, не ги дадох. Като ги видя, вика, тук всяки карам, вика, в Скопия и там в музея, вика. И дадох им ги, а тия ги запазих тук. Тук и два вестника, строго секретни. И тия ги ви дам там да прочетете. За света, не за Македония. И този разбойник направил всичко, за да се разделя Македония. Цар Борис. Борис трети. И тук пише, ви ќе прочете там, ќе видите. Ето, илюстрация и Линден. Тук пише за македонския край, за всичко там. Ери е. Тодор Александров, град Кюстендил. Има тук много работи. Тук и карти. Тук всичко за Македония е описано, обаче тия как ги преработват и как лъжат хората. Разбираш? Ма вие ки опрочете там, ето и картите за цяла Македония и там насекъде какви народности има там, какво, по колко има. Браво е. От коя година се овие? Не знам, тия на времето са правени горе в София, там е мало македонско. Македонско мало имало, македонски кварт. Да. Македонска емиграција. Виж. Што си каза, българи, грци, турци, арнаути, власи. Македонци нема. Интересно. Това е такова, бе. Това е на този мразник на Борис.
Там ќе ги видите. Тој на синот му рекол, кога му давал татко, на синот му рекол, нашиот народ е крадлив. Тоа ни го кажуваше Бај Тодор од Бања. Му рекол, сине, пази се, рече, нашиот народ е крадлив. Имам две други книжки за Јане Сандански. Тој докато ме носи един как не вестник. го преработват. Носи един вестник. Ама тие двете ги оставам за мен така. И аз гледам една снимка. Аха. Викам, аз то го познавам. Викам, това е на татко ми приятел Сократ от Петриш. Аха. Той такъв един македонски вестник ме носи. Той Сократ на татко ми беше голям приятел. Имаше 8 деца. За Јане Сандански. И таа за Македонија, как работат тие. Кирил Велев, да. И може да имат. Имаше 8 деца, 8 момичета. Аха. И те се изхранваха с жена, беха много трудолюбиви хора, правиха тухли. И точно срещу гробищата в Петрич, си та къща, Тие, понеже една там голяма насам къща речал, на ъгъл. Зват си тие си ги остава за Ако мен. не хареса ја сопругата, ќе ги однесам во музеот ако сакате. Или во Да. главната библиотека. Там Там вече предавам ти си таму представиш. е така. Да. И точно срещу... Ама тие двете, като дойде друг път, тогава ќе ви ги дам. Добро. За да ги прочета. Шак ќе ми кажеш, нема проблем. Срещу гробищата му беше къщата. Да ги прочета. Аха. Таа ga прочетох таа. Аха. За Јане Но те- Сандански, но те- още от дете, как бегат в Дупница и оттам отива войник в Кюстендил и вече като става всичко това, он бега оттам и довада и почва да такова. Таа може да вземеш тая. Тие прочитајте ги, не, прочитајте ги, па после ќе ни даете, ќе ги преведам. Пак ќе дојдам ја на Сега каде држам може да се говор преснима. во Да, ќе Мосомби се што преснимаат, било ќе ги на вратиме мелник. и ќе ги преведеш. Да. Не, тие ги вземете. Добро. Чихо, Таа за само да ќе им остане. разкажеш тази Добре, история. добре. И то Сократ имаше Поне не съм го прочел, 8 да. дъщери. Една дъщеря се ожени за моя братовчет. Аха. И фактически то човек беше, се изкарваше хляба с правене на тухли. Едно време, нали знаеш, и сами с жена му се беха построили къща. И нека го наклевети, че има връзка с Македония, радиостанция и го затвориха. Взеха му къщата, Таа ги имате ли? остави го. Да. А? Да, имам. Ако такова, вземи ги и не. Аз имам и друга. Вземе там, ќе ја дайте на некој. Ако ќе ставам во библиотеката. И децата се разпръснаха, жена му умира. И децата му така сега, даже като минаваме и се викам, дай да соприме, едната дъщеря се ожени за мой братовчет. И викам да се обадя. И той в затвора умре. Значи семейството и къща им ga взеха. 8 деца сами сега беха. Сами сега А беха. работлив човек. А и многу македонци се убиени од грци, од Много. бугари, од срби, од албанци. Да. Най-мъченият. Погром. Най-мъченият народ. Ама гледаше сега. Тия гадове се опитаа сега на албанците и на сърбите да. Ама сега са в Албания, пратили са доктори да преглеждат българи. Оле, тук няма доктори, там пращат. Днес това го чух. Лъжат мани. И сега за Европейския съюз гледаш, че млъкна, сега нема приказки ни за Албания, ни за Сърбия. Ама при них нема лабаво. Не, това нашите там ги предупредите, докато тук не включат и нас в това. Така треба да биде. Така. Така Това треба. ще го искат они и ние Знаете го тук. и вие, па како сакате вие така? Така и со грците исто. Така. Исто. Европа може да го реши проблемот, ама не сака. Добре, Тие се расипани, исто. аз се чуда, каква тая Европа? За какво ни е тая Европа? Ние имаме на песна Европа, проклета и триклета да си ти Европа, блудница вавилонска. Не А, знам дали ја така. знаете таа песна. Не га знам. Проклета и триклета, да бидеш ти Европо, блуднице вавилонска, блуднице вавилонска. Од врв, таа знаеш како иде? Од врв Пирин планина, отчаен глас се слуша, Македонија плаче, која е делена Македонија. Да. Македонија жали. А вие не ја знаете. По кафеаните ВМРО со пиштолите останале, пееле песни и пукале. Ете така било, така е направена таа песна. Нема што бе. Французи, англичанци, германци Да. и немци сакаат да сме под робство. Македонија земја богата и така е песната. Така е.
И как може сега они да командват съседна държава дали да влезе или да не влезе? Никой ги поставя. Що ни питая съседните държави тогава, дали трябва да влезе или да не трябва да влезе? Ама зошто тогаш не им дадоа евра, им дадоа левови? Айде. На времето кога влегуваше Бугарија, Да. подпишале, значи барале од Македонија Киро Григоров им да подпишал. подпише дека немаме Дека проблеми. нема проблеми. И како тоа што нема А проблеми, сега, сега има проблеми. и сега нема проблем. Така. И сега се другите се И виновни. сега нашите им викаат, ама ние ви подпишаме и кога сте будали што сте ни подпишували, ние не ви подпишуваме. Види кои расипани, човече. Това не е народ. Значи, още от времето, когато са дошли, са им казвали хуни. Хуни, а те идват от тия руските републики. И оттам мина известно време и дойде една групичка помаци от Гоцедаческо. Ама работливи хора. Да ги знам, тие се помаци. Така. И вземава да правят тавано. Покриво. На црквата. Да, на църквата. И аз с един мой кум тука, един негов братчет, а той е па най-големия майстор на бронирани коли. Аха. Он бил е надолу по Канада или къде и там фаща тая работа и насекъде правя такова фирми, разбира, за бронирани коли. И он, говорихме с него, вика, няма проблем, колко пари трябва, вика, отдолу за тавано да направим. Ото ние само отгоре покрива направим. Аха, отдолу да А биде. отдолу никой нищо. Разбирам. И вътре ще имаше икони, картини, ще имаше всичко, дигна, къде ги откара, няма нищо. Сега кочина. Има над 15 години вече. А аз оттам, той кадачки дава парите и викам това разгиде и оттам уйдех в Гоце Делчев при Великата. Одам там и това там няма право никой да влиза да прави. Чакай бе, от теб не искам нищо. А што да Това го ще го оставиш- правя с моя да- свет. Да го оставиш урнат храна, тоа сака тој. И оси, като докарава материала за отгоре, посенял материал. Той се тръгнал да гние. И аз се вземах отдели го на уния момчета, викам, този материал не искам да го слагате отгоре. Отделия го и аз бегах тия оттам, служия го. И ще правите, бе. Това храм ли е? Ще е. Защо ги слагат тия материали? Нищо им няма, вика, нищо. Ти ли ти ми кажеш, че няма нищо? И оттам она като разбра, разбираш, че на втори път паудих при него. И тия се смешки бе, викат, сакат един, вика, при владиката, трябва, вика, да му целувам рака. Отни му еба майка, да ки му целувам рака. Вика, заслужава ли да му целувам рака? И също работа. Там няма право никой, вика. Парите, вика, нас да ги дава. Повече от 15 години. А кога се сруши това? Кое време? Прво од кога падна? Не помна вече, това е повече от 15 години. Не, погребот. 20 години сигурно има. Не, ама значи тогаш бил погребот на човекот, така? Да, точно на погребението на човеко. И нали ти кажу, значи това, за да изчека, да изледат всички отвънка и тогава да паднат всичко вътре, значи направо Господ е... Божија воја да спаси, да не погине. некој. Така. Нито един не загази. Никој не погина. Падна црквата и Да. тука нешто се има случајно. Това е. Аз сега се сета още 2-3 случая така има. И вие тръгнате да поправате, а Владика не ви дава, не ни поправя. владика, Не. ни кмет не ви дава. Там няма право никой да влиза. Чакай бе, аз не искам нищо от теб бе. Ти вместо да си благодарен, а ти ми забраняваш да такова. И няма църква, е повече от 15 години. Църква няма тук. Уште не е отворената? Не, Не се всичко знае. е затворено и няма. В Катунце направи нова църква. На площада. Кара и там га спре това. Сега отвънка, за довършване има малко стъпала, така и там. Недоправена, сака. Недоправена. Недоправена. И толкова години вече и там църквата така, нова църква на площада. Това народ ли е? Това е. И ти ки му имаш вера, и ки му веруваш, он ще ти каже. Овде има еден поп Андон од Лозница. Да, го знаете? знам го. Тој ми рече дека 80% од свештенството во Бугарија се македонци. Ха, Вистина тоа? Сигурно.
И тој рече, Он е од ние Лозенец. македонците, он има таму куќа, живее Од како е. Лозенец е, а? И него го фати ковидот едно време, ама бевме кај него снимавме многу убаво направена емисија. Ми израскажа и да рече, кој си бе ти да ми забрануваш да бидам македонец? Господ ми дал македонец, ти ќе ми кажеш, кој си ти? Разбира Кој се. си ти човече? И аз още от начало, кога взимаме паспортите, и в Сандански съм ученик. И единият толков полицай. Е толкова, да го ритнеш, да не може го знаеш къде е. И как ме фана мамецата му мръсна? Откара му осрежаме, взимаме паспорта и ме вкара в полицията, видиш? И там си имах малко разправи. И след него на другия паспорт вече българин. На предходниот пишувало македонец, така? Македонец, ма аз сега не знам къде ги сложих, още като малки ученици с странни кавеме и на дипломите, като сме взимали, и на них си пише македонец и македонка. И аз ги сложих некъде и сега забравих къде съм ги сложил. Ако ги најдеме, ќе ги снимаме. Да, ако и не да ги сликнеме, без Да, това, тоа са се документи. Родителите ви се македонци? Да, Родителите. така е. Од овде се од Хрсово? От Хърсово, майка ми е от Ласкарево. Аха. Към Склаве. Значи, овој крај бил и под српско едно време, така? 10 години е било, на много отдавна. А пак сте останале македонци. Какви? Како сега, значи тогаш дозволувале на документи на едно друго? И Казано. Нали, църквата вече Да. дойде. И кај вас наплаќа отказан за ако сакаш да правиш нешто? Тогава махнаха го и Казано да се закрие. Обаче ние се събрахме. Не смееш да правиш ракија, бе. Да. И събрахме. У Софија имаше митинг тогаш. И решихме Казано да го възстановиме за селото. За хората да ни плащат или да дава некой лев, по-малко само за поддръжка на. Так. И тук един разбойник дева, неговата мама дева и идиото дева, служи го да отговаря там. И аз целият си мозък, разбираш, викам, аз ще го направя Казано, ще го възстановя, всичко за моя сметка. И аз взимах Казано, още един казан направих, нагласия ги, вътре всичко смених, направих и готов. Отвънка врата, всичко за закълча, за такова. По едно време, кога разбирам, той идиот, фаналта го продал на някой тук. Продал Казано. И аз направо се побраках. Викам, деба, твоята мама, деба. Защо ни каза още от начало, че ки го вземете, ки го продайте, трябвате да го направя, всичко за моя сметка. И сега накрая му взема парите и край. И това ми направи много мръсоти и дедо Господ го прибра. Защото и пенсионирането ще ми беше, зарад него вземах социална пенсия, не минимална или нормална пенсия. Да бе, казан за ракия, огромен, по 500 литра казан бе. Да се прави за много луѓе на еден казан. Да. За цело село, за село За место. цяло село, не за отделни хора. Аха. За цяло село беше. И той издокарана, разбираш, и го взема и го продаде. Го продаде казано. Се го Да е направи. причината. Значи, Попандон, што е тука во Лозница, он предходно што работеше? Шлосер нещо работеше в завода. А во завод работеше? Завод за телефонни части. За телефон. Да. И како стана он после свечер, не знаете тоа? Оттам седна мина много години, така. Имаше и така нещо да го влече. Го влечеше, вера. Да, и после беше, като бегахме оттам, и он бега в Благоевград, там живееше, и там вече стана поп. Види, он ми кажа дека 80% од свештенството во Бугарија се етнички македонци. Вика, ние сме верници, тие другите вика не веруваме. Не. И се он е во пензија и таму во Лозница има направено куќа македонска, прима гости, си има направено црква, доле се моли, Да. има вино, произведува ракија, домати, се има македонско произведува. Не сам моделът сега скоро да го видя. Ние сме биле, со Бај Стојан бевме таму, тоа беше пред ковидот практично и не знам, ми кажа Бај Стојан дека фатил ковид, како е, што е и не знам. Нема и ние прикарахме. Колку километри од тука Лозница? От тук там
7 км. Па значи близко е. Така, добро. Утре може от тук да минеме и от тук минава през Лозенец и слизаме долу на Делчево. На Делчево и там на Сандански нататък и А, се Сандански гара Пирин. ајде ќе видиме како ќе видиме. Аха. Добро.